Која верзија на оваа песна ќе ја пееш? Значи нема да ја пеам оригиналната верзија, народната што е, него ја одбрав верзијата од Лепи Сол што е. Джез верзијата, етно джез. Добро, тука е најбитен вокалот, значи амбиентот на аранжманот е джез, најверојатно. И ритамот и целата поставеност хармонска, така да вокалот доста звучи софистицирано, модифицирано на тој аранжман, а сепак автентичноста е задржана на таа преубава народна песна. Си заљубив едно моме. Иван интересно што е одбрал оваа композиција бидејќи он е рокер од душа, човекот почитува таков стил и правец. И најблиско нешто до неговото разбирање и на некој начин можност и желба да го пее од душа беше оваа верзија, кој што можам да претпоставам, што е добар чекор, затоа што доколку сакаш да дадеш максимум од себе во нешто, ќе го правиш тоа што највеќе ти лежи. Така да е доста фер и искрен во тоа. Добро те оценил Гаро. Јас мислам дека ти можеш и во рок верзија да испееш песнава. Па не би сакал, сепак би сакал да биде тоа во народно. Океј. Во склоп на народната музика вие разговаравте со Гаро доста. Да. Имаше што да чуеш од него, па имаше што да ти каже. Да, научих многу работи од него. Ајде ќе видиме сега. Па многу интересен податок е дека Македонија во целиот свет е позната по својата автентичност, култура и идентитет. Нешто што не двои можеби од целата западна цивилизација е етносот, музиката која имаме, традицијата, ритмичните форми, уникатни мелодијата и секако богатиот инструментариум. Имаме и најбавите песни кои може некојаш да се слушат на оваа земјина топка. Со гордост можеме да кажеме дека сме носители на една најјаката и старата традиција на планетава. Стоиме пред една од најстарите облици на македонска куќа, каде што во вакви куќички се правеле со љубов многу деца и дечиња. Но ете да се навратиме на темата на преработката од Лепи Сол и таа верзија која што се одлучил да отпееш. Јас сум фасциниран секако од тој аранжман. Мислам дека е убава спојка помеѓу етносот и джезот. Значи, тука главната енергија и акцент се дава на атмосферата. Обично сите тие народни песни се во неправилен ритам, но многу е храбро кога ќе се направи нешто во правилен ритам, а да го задржи тој етно мелос. Иван Раденов, си заљубив едно моме. Си заљубив едно моме. Од малечко до големо дојде време да го земам ова мана
Сретнавмо ме на носило, бело лице по темнето, ова манама. Бело лице по темнето, ова манама. Црни очи Иван, микрофонот ето. Иван, Овој пат овде стоиш, малку подалеку од жирито. Ја ќе бидам поблиску на нив, ако треба. со ова роза како да ми возврати за сите овие гали, за сите нас тројца што стрепиме над секој ваш настап. Иван, феноменален старт, со една прекрасна песна, во еден извонреден аранжман, притоа збогатена со твојот едноставно толку прекрасен глас, исполнет со леснотија, а и толку много емоција даде, ново здржана емоција, што посебно го поздравувам, особено кога се работи за оваа песна. Прекрасен настап, браво! И Ivan, good evening. Good evening. Па присуствував на твојата трилема што од народното да пееш, што да баталиш и мислам дека си го погодил вистинското. Особено што ментор за овој дел од финалето ти беше Мали Гаро, како што ние си го викаме, вистински човек за оваа работа. За мене најважно е што знам, сигурен сум и убеден сум дека гевгеличани се со тебе и ги поздравувам сите во Гевгелија што моментално кај 100 маси јавно го гледаат Иван Раденов. Другарче, у Гевгелија имаш билборд поголем од сите билборди за избори, знаеш ли ти? Не знам. Фала Гевгелија, ве сакам многу. Ти пожелувам многу среќа. Фала. Иван, одличен спој, одличен избор, еден премост од старото архаично во модерното време. Мене ми беше прекрасно, штета што се кратат малку песните и би уживал уште и во армониката и во одличниот аранжман, нели, што гаровци го имаат направено на песната. Ти тоа го испеа страобално, не само Гевгелија и Македонија е вечерва со тебе. Јас ти посакувам еден ваков албум во животот. Иван, одличен си, само напред, дечко. Благодарам. само уште нешто. Кој е задолжен вечерва за твојот стайлинг? Антица, Прекрасно изгледаш. благодарам. Чао. Иван, ова го заслужи. Така е. Поздрав.